Почитувани гости, почитувани дами, добар ден и добре ни дојдовте на овај убав за нас голем ден, заедно да го прославиме 8 март, Меѓународниот ден на жената, во организација на Хуманитарното здружение на жени Надеж. Секоја година на 8 март многу земји низ светот ги слават економските, социјалните и политичките успеси на жената од минатото и сегашноста. Овај ден, 8 март, е познат како Меѓународен ден на жената. Денес ние тука го славиме 8 март, денот на жената, празник за кој таа сама се изборила. Се изборила за еднаков третман со мажите и докажала дека може да биде и подобра од нив. Знаеме дека уште во 19-тиот век Клара Цетки и Роза Луксембург отвориле нов пат за жените во дотогаш исклучиво машкиот свет. Жените се стекнаа со образование, влегоа во машките професии. Денес тие се рамноправни во многу делови на светот и присутни во многу професии. Постигнале многу со својата трудолюбивост, хуманост, упорност, цврстина и докажале дека не случајно природата им ја доделила најодговорната задача да создаваат нов живот и тој живот да го хармонизираат во семејството и општеството. Денес ние сите собрани тука имаме прилика да го славиме долгиот пат што го минале жените во својата борба за правда, за равноправност и за признание. И жените од Надеж со хуманитарната работа даваат се од себе и го потврдуваат сето ова досега кажаното. Сите жени од управата на Надеж низ овие 15 години со својата хуманост успееја на многу мајки да им ги запрат солзите, помагајќи ги нивните деца да се справат со многу тешките болести и им дадоа надеж дека и за нив има подобро утре. Ете, тоа е вистински успешна жена. А сега дозволете ми да ги поздравиме неуморните жени на управата Надеж за оваа година. Секретар Цена Ташковска. Еден аплауз. Благајник Наде Најдовска. Лице за активности Стојна Толевска. Контролно лице Цена Трајчевска. И јас, председател Блага Петреска. Исто така, чест ми е да ги поздравиме и да му посакаме добре дојде на господја Весна Пишмановска, минатогодишен председател на Надеж. Ја поканувам Весна да дојди да ве поздрави. Драги мои, добар ви ден и од мене. Чест ми е што сум тука ете до Надеж, до Блага. Ви благодарам од моје име, од името на Надеж, што сте и денеска тука со нас. Би сакала ете јавно денес да ви се извинам што не можев еве ова година заради зголемени приватни обврски да продолжам неуморно со управата директно во Надеж, меѓутоа јас се уште сум тука и секогаш ќе бидам.
Одстрана колку што можам да помогнам за оваа организација, затоа што мене многу ми значи. Многу ми значи. Навистина, од оправдани причини не можев да продолжам. Меѓутоа, ова е само привремено, се надевам. Се надевам дека силите повторно ќе ги соберам, дека дечињата ќе пораснат полека и ќе бидам тука за се уште да ја водам оваа организација. Оваа организација е предобра, прехумана и не смее да умре. Сакам да ве замолам секогаш да бидете тука со нас. Иако не сум дел од управата, јас секогаш ќе бидам тука. Тука колку што можеме да помогнеме, ако не директно, индиректно. И сепак да ве охрабрам, никогаш не е касно да се придружите на оваа организација. Доколку имате време, доколку имате слободни моменти, желба, навистина е преубава, прехумана работа. Сега само да ви посетам среќен 8 март, бидете ми здрави, живи, успешни и се надевам ќе се гледаме на сите настани на Надеж. А на Надеж му посакувам многу успешна работа и оваа година и од срце ви кажувам дека колку што можам тука ќе бидам за вас. Ви благодарам. Ти благодариме, Весне, секако дека веруваме во тебе. Денес во оваа моја песна јас ќе читам за жената, за мајката, посебно во периодот 1903 илинденскиот период. Тага почетото. Со чекори смели, достоинствено и храбро. И жените рамо до рамо застанаа да се борат, да бранат, браќа и сестри, македонци своји. Нивните имења историја пишуваат сега. За злосторства, за борби, за терор над земјата своја. Часови минат во очај и тага, и домот е празен, и душата пуста. Народот жали и плаче за чедата своји. Една мајка стои крај прозорец и пати. Не верува дека синот нема да се врати. Остана сама во очај и болка. Жали за животот кој пребрзо згасна. Тешка грудка в срце кода стега. Нема ниту место каде да се бега. Молк, солзи и пак исто. Кога ли ќе царува мир во светот? Предикона застана и реши да се моли. Зошто ли? Зошто загина челото мое? До кога? И зошто? Толку неправда и злоба. Тажна судбина надраснала како најтешка карпа. Страдања и немири за народ напатен. Кога ли ќе запрат? Другата поема е исто така посветена на мајката. Мајчиниот глас. Во ноќта тивка и пуста, погледнав горе и видов звезди рој. Со скршено срце, со тажна душа, барав небо, барав спас, ми треба некој глас. О, сјајна звездо, ти сестро мила, погледни ме и кажи, што сторив, што сгрешив. Да застанам или да продолжам? Судба ли ми била најтешко да видам? Остави ме да одам по својот пат, да стигнам таму каде што сум јас, само јас. Почувствувам денот, го гледам сонот, мојот последен сон. Таму е мајка, мојата мила мајка. И чиниш, ти зборува силно, те теши, те гушка. Ти изоди го патот, ќерко, тој е само твој. Така мајка ќе те прати како звезда на небесниот свод. Ти знаеш каде, ти знаеш зошто, ти знаеш како. Не дозволи никој да те врати назад. Чекор напред е чекор до врвот. Ти умееш сама, ќерко моја сакана.
Благодарам на организацијата, на хуманитарната организација Надеж, председателката Блага Петреска, што ни овозможи да ги прочитаме нашите поеми денес. Од име на литературното друштво Кочараци од Мелбурн ви посакувам уште еднаш среќен 8 март. Жените да продолжите и понатаму да се борите. Ова не е само ден кога се слави мајката, љубовта што ја дава жената, но ова нека биде почеток и на борба и на други активности кои треба да се преземаат во македонската заедница во Мелбурн. Како што реков уште еднаш, доколку некој има заинтересирани да сакат да станат членови во литературното друштво, слободно можат да се обратат до нас. Благодарност уште еднаш до Надеж и многу успеси во нивната понатамошна хуманитарна работа. Благодариме, Гордана. А сега, како што спомнав, Љубица Поповска ќе ни се представи со 3 песни, стихови за душа, а тоа се Рожба, Мајка и Родилка. Ќе ве замолам за поголема тишина. Ви благодарам. Рожба. Чекав пред вратите на снишката и шепотот на пролетната песна, да те имам тебе, да снимам себе, како блажена жет, како трепет на цвет. Снувалките на соништата те ткаја тебе, со звездените ветрови во моите очи. Благослови на срцето на ветрот се појави ти, како заработник на мојата љубов, како божествен дар и стана стварност. Утрото да биде моја песна, денот мој Божилак. Мајка, кона љубава китка спомен, те носам во градиве мои и сите греши, совети твои ги прифаќав со душа цела. Знам, за мене беше секогаш грижна, ме лулаше во спомени твои и со сите успеси радости твои те гордјам и правам срекна. Вечери зимни видам штом заспам и ги љубам с ништата меки, ти крај мене со прстите леки, ми галиш коса и милно ме љубиш. Бев некогаш детенце твое, што немирно може да биде, и моите палави игри сите те луте и правија срекна. Полека времето мине, веќе се возрасна и своја, и секоја разделба со тебе мила, ти носи тага и копне што гине. Вечерва пак замислено седам, се прашувам себе дали си здрава и добра, писмата што далечигна те носат, не кажуваат се и неспокој росат. Само тијата знам тешко ти паѓа и 4 студеници да, но биди среќна што времето мине, наскоро пак во преградка ќе бидеме ние. Топлина и љубов за родните носам, знам колку е сака средбата наша, ќе капне солза, 2 радост, ќе заблиста собата мала. Родилка, жено, мајко, родилка си и надеж на животот, изгрев светлина, топлина, сончев зрак за рожбата твоја ова. И зората нова, што веќе се роди дете, нов живот се буди, како капка роса до овој универзум, нежна ко трев, како цвет. Извор си на новородетниот живот што извира со сладка болка што рожба носи и под чела ти лади роси. Керко, родилко, мојата судбина и твоја, нема да имаш ни мир ни спокој, а твојот дар и желбата е твоја, зборот мамо од рожбата своја. Ке носиш круна што ќе свети само со светлото име мамо. Samo ranite, od tvoj dalje
ženski i ovo srce da te pogodi, a ljubav da te pogodi. Aj na više pesma treba, a ja puštam pokraj tebe. I ovo srce da te pogodi, a ljubav da te pogodi. I ovo srce da te pogodi, a ljubav da te pogodi. Oh,